Нема продолжување на мандатот на градоначалниците, одлучи Уставниот суд на денешната седница. Тоа значи дека во понеделник 15 мај завршуваат 4 години мандат. Со тоа многу проекти ќе останат недовршени, а граѓаните нема да можат да ги исполнат своите потреби и права поврзани со општинските институции. Она што најмногу загрижува е што доколку не се назначи лице кој ќе ја заменува градоначалничката функција, нема да може да се исплатуваат и плати. Сите овие наши одлуки, понатаму и одлуките на градоначалниците нема да бидат важечки, затоа ние чекаме и се надевам дека ќе се најде соодветно решение до новите избори. Сигурно дека општините во Република Македонија ќе имаат големи потешкоти околу реализација на секојдневните работи, а камоли за реализација на проекти и инвестиции, и така има проблеми во тој смер. Меѓутоа, јас мислам дека потхитно треба да се најде решение за да не се блокира тотално работата на општините, а со таа блокада сигурно ќе прво ќе настрадат граѓаните кои секојдневно имаат потреби и барања околу реализација на своите цели. Едноставно граѓаните ќе не може да ги остварат своите права. После ова не знам што преостанува. Може би ќе се најде некој модус со, ако се избере во најскоро влада, па некоја одлука на владата или на парламентот. Не знам, стварно на вистина не е битно за нашите мандати, но граѓаните и државата доведена во еден колапс, каде што нема ништо да функционира. Денеска се одржа и последната седница на Советот на општина Тетова. Најголемиот дел од точките се однесуваа на урбанизацијата. Заради повторно неприсуство на градоначалничката Теута Арифи, советничката група на ВМРО-ДПМНЕ ја напушти седницата. Водев евиденција овие 4 години за Теута, господјата, како градоначалник, 50% од 100% отсуствувала од нашите седници. Тоа е срамота. А 20% после 3 до 5 точка ја напуштала оваа седница и сите други пред. Ние како Совет не сме заслужили и како советници пред граѓаните, затоа што тие нас не одбре овдека да ги решаваме нивните проблеми и работи во Тетово. Главен, како татко или мајка, како сака да кажете, Теута Арифи не заслужи да биде градоначалник. На седницата се дискутираше и за предлог стратегијата за одржлив развој на општина Тетово за периодот од 2017 до 2022 година. Како што советниците реагираа, искористените податоци внесени во оваа стратегија биле од 1998 до 2002 година. Иако ја изгласа, велат дека луѓето кои работеле не биле многу заинтересирани оваа стратегија да ја направат одржлива.